Јасно е утврдено во Уставот на Република Македонија дека суверената власт во државата ја имаат граѓаните. Граѓаните се тие кои што суверено владеат во Република Македонија и она што за жал социјалдемократите не успеа во овие години и половина владење да сватат е токму тоа дека суверенитетот ни припаѓа нам, граѓаните. Ние сме тие кои што одлучуваме како да се водат процесите во државата, посебно политичките процеси, и ние сме тие што велиме за ова ќе дадеме пас, ќе дадеме дозвола, за друго нема да дадеме дозвола. Она што социјалдемократите буквално насилно сакаат да ни го бутнат или да ни го протнат во меѓуредови, би рекла, е прашањето околу договорот, реализацијата на договорот од Преспа, кој видовме дека беше поништен од страна на граѓаните на 30 септември. На 30 септември ние и покрај тоа што масовно граѓаните не се одзваа на референдумот да гласаат, со самото тоа испратија порака дека не го прифаќаат договорот од Преспа. Таа порака беше јасна, таа порака можеби беше тивка, но беше јасна дека референдумот не е успешен. Штом немаме успешен референдум, тоа значи дека суверената волја на граѓаните е тој договор да не биде прифатен и тој договор да не може да биде реализиран по пат на уставни измени и да не може да биде имплементиран во рамките на системот. И тоа е јасно и согласно уставот, но и согласно демократското владење во секоја една нормална држава. Во ниту една нормална држава вие нема да имате власт која ако референдумот не е успешен, да ги бутка процесите спротивно на волјата на граѓаните. Тоа не е демократија и тоа нормално не е согласно суверената волја на оние кои што се поставени тука и кои што ја водат државата, а тоа се граѓаните. Ние, граѓаните, сме тие што им определуваме мандат, им ја даваме власта на нашите избрани представници. Но да не заборавиме дека во член 2 од Уставот се вели дека ние сме суверенот, ние сме тие што одлучуваме како и што ќе се води во државата, ние го даваме овластувањето или не го даваме овластувањето, работите да се променат. И во тој контекст мора да биде и политиката, мора да се движат и политичките процеси. Дали ние сме дали овластување на социјалдемократите да го променат името? Не. Дали ние сме дали мандат на социјалдемократите тоа да го направат во текот на нивното владење? Не. Дали било кој од политичките функционери на социјалдемократите во текот на изборната кампања понудил таква можност или дал такво ветување пред граѓаните? Не. Ние сега беше 2016 година, сега се случува, многу брзо се случува таа изборна кампања. Сведоци бевме дека никој од социјалдемократите не ветуваше промена на име. Никој од социјалдемократите не ветуваше дека ние ќе промениме уставно име, име на македонски народ и се она што се договараше во рамките на договорот од Преспа. Дали некој од тие политички функционери доби овластување, доби полномошно од граѓаните да се направат такви измени? Не. Што значи дека во овој случај имаме флагрантно кршење на суверенитетот на граѓаните или на член 2 од Уставот на Република Македонија, но и флагрантна повреда на темелните вредности врз кои што е изграден уставниот поредок на државата. Да не забораваме дека клучна темелна вредност се почитувањето на човековите слободи и права. Со договорот од Преспа ни се кршат огромен број на меѓународно признати и меѓународно заштитени човекови слободи и права кои ги имаме ние како граѓани, но и уставно загарантираните слободи и права, и се крши владењето на правото. Не се почитува она што е утврдено во правните прописи, како впрочем и се би рекла од моментот на устоличување на оваа власт наваму. Ние знаеме како беше избран Талат Џафери за претседател на собрание, знаеме како беше избрана владата, знаеме со какви све процеси не втурнаа како власт и гледаме дека не ја почитуваат референдумската одлука на граѓаните да не се имплементира договорот од Преспа во Уставот. Но тие и покрај се повторно сакаат на сила, по пат на разноразни притисоци, со помош на разноразни уцени, гледаме дури се вртат и баснословни суми на пари со кои што треба да се подкупат пратениците. Замислете, тоа се зборува без никаква ограда од страна на власта, ниту една владина
институција, орган, влада, министерство не се огради, политичката партија социјалдемократи не се оградија од сумите, износите кои што се вртат во јавноста дека им се нудат на пратениците на ВМРО ДПМН. Значи имаме една тотално би рекла политика која што апсолутно не одговара на ништо што е утврдено во устав или во закон и така натаму, надвор од владењето на правото со помош на некои механизми кои што значат друг принцип на каубојски однос, принцип на силување на правниот систем, принцип на силување на граѓанската волја, на суверената волја на граѓаните и сето тоа нормално на штета на угледот на државата, како внатрешен, така и меѓународен. Но гледаме дека постапката си врви. Планот Б, до кој што до вчера го одбиваа, нели, да го кажат како нивен следен чекор, гледаме дека се реализира. Значи, немаше човек пред, особено министриве во владата, постојано зборуваа пред референдумот дека доколку не успее референдумот, ќе се оди и ќе се премине на планот Б. Планот Б беше институциите на системот ќе одговорат соодветно за имплементација на договорот од Преспа. Тие како да не веруваа дека референдумот нема да биде успешен. Тие беа сигурни во тоа дека ќе биде успешен и врз основа на тоа ќе се направат промени во уставот. Но видовме дека граѓаните одговорија соодветно како неуспешен референдум. И сега преминуваат на план Б. Планот Б им е многу чуден и многу е, ја би рекла, не само што е надвор од правото, туку и надвор од секоја здрава логика. Тоа е дека Министерството за надворешни работи се појавува како предлагач на уставни измени, нешто што во досегашната 27 годишна правна историја на Македонија не е познато. Значи се знае дека уставна измена предложува Министерството за правда. И Министерството за правда, можам да слободно да кажам дека било досега единствен надлежен орган да предложува уставни промени. И целата таа постапка која што се води околу уставните измени ја води Министерството за правда. Но најверојатно, затоа што сепак Министерството за правда ја раководи професор по уставно право кој што е свесен за сите овие процеси и настани кои што се случуваат во државата и е јасно дека тоа не може така да помине, го префрла товарот на целата влада, но и на Министерството за надворешни работи. Сега имаме еден предлог, нели, за пристапување кон измена на уставот, кој најнапред и формално правно е спорен, затоа што ние договорот од Преспа врз кој што се базираат овие уставни измени, прво не е објавен во службен весник. Значи, штом не е објавен во службен весник, тој не може да биде дел од нашиот внатрешен правен поредок. Бидејќи јасно стои во уставот дека сите закони, но и други прописи, вклучително и меѓународни договори, нели, кои што се ратификувани со закон, за да може да имаат правно дејство, за да може да имаат правна сила, мора да бидат објавени во службен весник. Тоа во случајов не е така. Понатака, јасно е дека согласно нашата хиерархија на правни акти, уставот е тој што е највисок правен акт во нашата држава. Така и во секаде би рекла во најголем дел од европските држави. Ние сакаме сега со еден билатерален договор кој што е прилично спорен во однос на содржината, нели, бидејќи се коси со меѓународните стандарди, се коси со меѓународното право, се коси со нашиот устав, сакаме тој билатерален договор да биде основа за менување на уставот. Односно, тој билатерален договор да го ставиме над уставот, што е практично невозможно во услови кога имаме јасна правна хиерархија во нашата држава. Устав, закон и меѓународни договори. Тоа е правната хиерархија. Ние тоа го кршиме, односно власта го крши и вели договорот од Преспа ќе биде основа за уставни измени, и покрај тоа што е спорен и меѓународно правно и согласно уставот и започнува една постапка за промена на уставот. И сега гледаме, Комисијата за уставни прашања донесе одлука дека може да се оди на пленарна седница каде што ќе се разгледува предлогот за пристапување кон промена на уставот. Јасно е дека тој предлог треба за да биде прифатен треба да има двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, што значи 81 пратеник треба да се изјаснат за предлогот за пристапување кон промена на уставот, за да се оди во втората фаза, а втората фаза е изработка на нацрт амандмани. Тие нацрт амандмани понатака ќе се отвори јавна расправа, ќе се вообличат како што прилега на уставните амандмани, ќе се води јавна расправа,
доколку се случи нели тоа се, понатака се изработуваат предлог амандмани кои исто така треба да бидат усвоени со двотретинско мнозинство гласови. Значи има една цела постапка која што е пред нас и која што не смее да биде занемарена, затоа што таа е утврдена и во Уставот и во Деловникот на собранието на Република Македонија. Овластен предлагач може да биде владата. Владата е таа која што заедно со пратениците, односно најмалку 30 пратеника, председателот на државата и најмалку 150.000 граѓани може да бидат овластени предлагачи за промена на Уставот. Во нашиот случај, како што кажав, владата е овластен предлагач и тука не е спорно. Спорно е тоа што Министерството за правда не се јавува како овластен представник на владата. Министерството за правда во сите изменати уставни измени досега се јавувал како овластен представник на владата, бидејќи правда е тоа кое што е надлежно да одлучува за подготовка на самиот предлог текст на одлуката за пристапување кон промена на Уставот, но и за самите нацрт амандмани. Правда е надлежното министерство, но гледаме правда избега, сега се вклучува Министерството за надворешни работи, што е прилично чудно. Од тука велам дека тоа ја извртува целата логика врз која што е поставен нашата уставна постапка за промена на Уставот. Значи правда не се јавува како овластен представник. Она што исто така треба да го земеме предвид е дека самиот деловник предвидува рокови, значи вкупно од прилика би требало најмалку 3 месеци да се посветиме на прашањето за промена на Уставот, доколку се тече како што е утврдено во самиот деловник. Но гледаме дека постојат одредени тенденции да самиот претседател на собрание го одложува процесот на расправа во врска со предлогот за пристапување кон промена на Устав, се со цел да се купи доволно време да може да се направи дополнителен притисок врз опозицијските пратеници за да гласаат за оваа одлука. Мене ми е јасно дека на власт не гори под нозете, затоа што Заев ветил нешто што не може да го оствари. Видовме дека референдумот е неуспешен, а тој се кулнеше во референдумот и се кулнеше дека ќе има доволно гласови, односно ќе биде исполнет цензусот кој што е уставно утврден, за кој што и тој самиот беше свесен уште на почетокот дека е многу висок праг, 903.000 граѓани да излезат на гласање, на вистина висок цензус, но така е во Уставот и така е утврдено и во Деловникот, но и во Законот за собрание. Така што тука и во Законот за референдум, тука немаме бегање. Значи тие се уставни цензуси кои што мора да бидат почитувани. Откако виде Заев дека не може да помине референдумот, се втурна во овој процес на притисок врз опозицијските пратеници. Ние сега практично имаме, наместо да имаме нормална политика каде што ќе се убедуваат пратениците со аргументи и врз база на здрава логика и здрава дебата, ние имаме постојано секој ден бомбардирање на јавноста со информации дека се нудат пари за пратениците, што е буквално не само кривично, не само казниво дело, туку е и вид на велепредавство, затоа што вие практично сакате насилно да го менувате уставниот поредок на државата. Тоа така не може да се случи, затоа што ако така бивало политика, тоа е пазар, тоа не е политика, така ќе се одвива државата и политиката во секоја нормална земја, Ако пазарните принципи и пазарната логика е доминантна, тогаш зошто воопшто ни треба и собрание, ни треба и влада, ни треба министерство. Нека се соберат на едно место како пазар и нека се надаваат со цени. Ама тоа не е политика, тоа е сосема друго. Свесни сме дека во периодов опозицијата нема да подклекне на давање на мнозинство, затоа што прво е партиска програма, каде што е јасно дефинирано дека ВМРО ДПМН нема да застане во одбрана на промена на име, со цел промена на устав. Тоа е така уште пред неколку изборни циклуси, јасно утврдено во нивната политичка програма, но и втор момент кој што е уште позначено е дека Уставот на Република Македонија, кога тие даваа заклетва, пред граѓаните, дека ќе ги почитуваат Уставот, законите, дека ќе ја почитуваат програмата и така натаму, заради што бараме ваш мандат, пишува дека оваа држава се вика Република Македонија.
Тоа што некој сака сега да ги изврти тезите, дека ние практично сега ја браниме ФИРОМ, а не ја браниме Република Македонија, тоа е ефтин блеф, ефтин трик, кој што не проаѓа кај граѓаните, бидејќи сите ни е јасно дека нашите документи се под Република Македонија. Нашето име е Република Македонија и во уставот, но и во сите други закони во Република Македонија. Значи ние тезата дека ние ја браниме поранешна Југословенска Република Македонија е апсолутно неточна и оди во прилог на она спинување на владината политика, се со цел да се оправда или ако не да се релативизира политиката на Зоран Заев или оваа капитулантска политика која што ја води Зоран Заев. Така што ќе видиме како ќе се одвиваат процесите понатака. Се уште е рано да се каже дали ќе биде постапката во согласност со уставот и со законот. Она што можам да кажам сега, во овој момент кога се одржува седмицата за донесување одлука за пристапување кон измена на уставот, е дека владата нема легитимитет да ја отпочне процедурата за промена на устав, затоа што договорот од Преспа е отфрлен од страна на граѓаните на референдум. Значи, владата ниту согласно нивната изборна програма, ниту согласно уставот нема легитимитет да го отпочнува процесот на уставни измени, затоа што договорот од Преспа е мртов и формално правно и материјално правно. Затоа што тој договор ние веќе го закопавме со референдумската одлука, односно со неуспешниот референдум во кој што практично не го усвоивме, односно рековме не на истиот. Дополнително што самиот договор прекрши голем број на одредби. Пред се од законот за склучување, извршување, ратификација на меѓународните договори, самиот министер за надворешни работи излезе надвор од својот мандат и надвор од она што му е доделена надлежност согласно законот. И тој практично го измести целиот преговарачки процес надвор од законот, го измести од преговарачкиот процес и го направи процес со тет-а-тет средби со неговиот колега, што е апсолутно надвор од законот и тоа ќе го чини сериозна одговорност, не само политичка, туку и кривична. Бидејќи да се потсетиме дека процесите претходни се водеа во рамки на овластени представници од страна на претседателите на двете држави, на претседателот на Република Македонија и претседателот на Република Грција, во судество или заедно со олеснувачот од Обединетите нации Метјо Немец. Видовме дека во еден дел од процесот и Васко Наумовски како овластен представник на Ѓорги Иванов беше тргнат од процесот, и истиот од грчката страна беше тргнат, за да на крај се сведе на договор помеѓу двата министри. Ние видовме како и во хотелски соби се среќава, и по фоаија разноразни и така натаму, каде што тие практично во 4 очи го договорија ова што ни го сервира како договор од Преспа. И мене ми е јасно дека разноразни притисоци има однадвор, нели, за да работите се потурна за промена на име, но вие да кршите устав и да кршите закони заради нечии други интереси, навистина е несоодветно на функцијата која што ја вршиш, но е несоодветно и на позицијата на представник на држава. Ако ти не си таму министер, ти си министер за надворешни работи, не си било кој човек, и од таа смисла треба да си го почитуваш, да си ја почитуваш твојата држава и твоите правила како што се поставени во системот. Понатака не знам како ќе се одвиваат работите. Претпоставувам дека Талат Џафери нема да се дрзне да прави разноразни акробатики кои што ги слушаме во јавноста, дека наводно доколку не сакаат, прво ќе се прави притисок врз пратениците, доколку тие не прифатат, ќе се прави и обид за симнување на нивниот имунитет и така натаму. Дури слушнав дека може да одат на одземање на мандатот. Такви акробатики, прво, не само што ќе бидат преседан во парламентарното право, туку и се непожелна алатка, доколку Талат Џафери навистина е подготвен и на такви некои ситуации, јас топло му препорачувам тоа да не го прави, затоа што ќе го прекрши деловникот. Прво, вие не можете да му одземете мандат на пратеник. Вие можете да му го симнете имунитетот, но и за симнување на имунитет има постапка за која што исто така е потребно двотретинско мнозинство. Значи, слушнав дека ќе им го одземале, односно прво ќе им се отвори постапката за одземање на имунитет
и како такви нема да бидат способни да доаѓаат на седница и со тоа практично ќе се намалел бројот на пратеници, па од тие ќе правеле двотретинско мнозинство. Мислам, како да ви кажам, дури некогаш кога слушам такви некои предлози, се чудам кој им ги сервира таквите предлози, затоа што тие се не блиско до умот, туку едноставно многу се далеко од здравата логика и разумот, а уште повеќе од деловникот на на Собранието на Република Македонија. Така што јасно е утврдена процедурата во деловникот, јасно стои дека за промена за донесување одлука за пристапување кон уставни измени треба двотретинско мнозинство од вкупен број пратеници. Вкупен број пратеници е 120, потребни се 81. Слушам дури и 80 велат пратеника, не. Постапката за измена на устав е јасна, 81 пратеник е двотретинско мнозинство. По логиката на апсолутното мнозинство 50 плюс 1, 60 плюс 1, така се оди со двотретинското мнозинство 80 плюс 1. Така што тоа е јасно, јавната расправа мора да ја има доколку помине првата фаза, зашто се сумневам. Јавна расправа мора да има, мора да се слушнат мислењата и на поширок круг на луѓе кои што се занимаваат со уставното право. Тука пред се мислам на професори по уставно право, но и други заинтересирани страни. И овие работи мора да бидат изведени на перфектен начин, доколку сакаме да имаме да зборуваме за правна држава. Значи, не со купување на пратеници, не со вршење на притисок и терор, не со амнестии како што ни се нудат денеска. Зоран Заев зборуваше целиот свој период на владење зборува дека ВМРО-ДПМН е тоа што бара амнестија за случаите од 27. Сега испаѓа дека тој самиот дава амнестија, што значи самиот се става над обвинителството и над судството и практично преку такви непристојни понуди тој сака да ги згази и обвинителската и судската фела, што нема да му биде прв пат. Значи, мора да имаме јасен процес, прецизен процес согласно уставот и законите, доколку сакаме да добиеме или да ја вратиме државата во некакви нормални правни рамки на делување. Во спротивност имаме сериозно проблем со легитимитетот, но и со легалитетот на процесите во земјата. Во овој момент парламентарни избори може да бидат само крајна алатка, би рекла. Последна алатка на системот, се со цел да се откочат процесите кои што ја мислам дека ќе се заглават дополнително во овој нареден период, затоа што притисоците ќе бидат уште посилни, веројатно и отпорот ќе биде уште посилен од страна на опозицијските пратеници. Изборите се секако една од опциите. Јас сакам да видам искрено процеси кои што ќе се случуваат внатре во самото собрание, каде што пратениците на крај ќе сватат дека оваа политика која што ја води Заев е само политика која што не тера во бездна и дека нема успех. Дека како и да завртиш, оваа политика нема успех. Дури да одат на избори и да излезат со изборна програма, каде што све ова ќе го стават во изборна програма, тие нема да добијат, нема да усвојат доволно мнозинство за да ги променат работите. Што значи дека треба да им проработи свеста на сите пратеници, на сите 120 пратеници, дека овој пат по кој што сме ќе нисале не е добар пат. Без разлика што имаат од владата поддршка од меѓународната заедница, но мислам дека и меѓународната заедница ги има погрешни информации имаат испраќано и имаат погрешна представа за многу внатрешни состојби во земјата. Тоа мораме да се погрижиме ние да ги разубедиме дека не е така како што некој од владеачката структура им сервира факти, им се сервира одредени информации. Значи, ние мора да вршиме притисок врз постојниве 120 пратеника, дека овој пат не е добар, дека овој пат не смее да се води понатака и дека мора да се свртиме кон она што се нарекува здрава политика и здрава економија. Тука пред се мислам да се направи пресврт во парламентарното мнозинство. Тоа може да се случи доколку ДУИ престане да се однесува сервилно спрема одредени луѓе кои што знам дека се од надвор
и кон кои што тие постојано инклинираат. Но и тие кои што се од надвор треба да сватат дека се тука со мандат не да ни се мешаат во внатрешните работи на земјата, туку да си ја почитуваат и да си ја представуваат нивната земја. И на нив треба да им е јасно дека доколку продолжат со овие процеси, може да бидат и протерани од земјата. Може да бидат ставени персона нон грата, затоа што премногу им се дозволи да се мешаат во нашите внатрешни работи. Премногу им се дозволи да се мешаат во кроење на политички одлуки кои се штетни за Република Македонија или ако сакаме повеќе од 1.200.000 граѓани, 1000 граѓани не ги поддржуваат. Ако не ги поддржуваат, вие не можете насилно да им ги ставите на маса и насилно да ги терате да ги применат тие работи. Така што и на тие од надвор треба да им се стави до знаење дека СИС има своја црвена линија, СИС има своја граница и доколку се премине и уште ја преминуваат таа црвена линија, на крај може да бидат протерани, но и на овие пратеници кои што се внатре, треба да им се стави до знаење дека тие се представници на граѓаните кои ги избрале, а не на некој надворешен фактор. И дека тие мора да ја водат, да ја следат волјата на граѓаните. Што значи дека по мене подобро би било да се случи тоа внатрешно прегрупирање, се со цел да се смени мандатарот и да се направи една нова влада во рамките на ново парламентарно мнозинство, кој што ќе испорача одредени политички работи. Прво и основно видовме дека мора да се расчистат сите криминали, сите полнење на кутии за време на референдумот, но и за време на локалните избори, кои не беа расчистени. Ова јавно обвинителство мора да свати дека не смее да биде сервис на владата, туку треба да биде независно тело, кое што ќе ги води истрагите и ќе собира докази за сторени кривични дела. Значи, имаме полнење на кутии, имаме злоупотреба на избирачкото право, имаме злоупотреба на слободата на граѓаните да се определат на начинот на кој што сака да се определат и бројни други нерегуларности сторени. Значи, тоа мора да се расчисти. Мора сите овие криминогени действија кои што ни се случуваа во периодов да се санкционираат или барем да се поведе постапка против нив. Судството да излезе од стегите на владата и од стегите на Зоран Заев и едноставно да почне да функционира нормално, како што треба, по устав и по закон. И секако, ја велам невладиниот сектор да се ослободи од странските пари, од странските донации, кои видовме дека се во голем дел злоупотребени, нели? И се исто така незаконски префрлувани во нашата држава со цел да се влијае врз волјата на граѓаните, а такви средства од странски влади не е дозволено, не е дозволено никаде, ниту во Соединените американски држави, ниту во Европа. Не е дозволено странски влади, странски пари да бидат ставани во кампања со цел да им се пере мозокот на граѓаните. И тоа мислам дека доколку се случи такво нешто, не се потребни избори. Но доколку тоа не е возможно, нели, како опција Б, секако дека се предвремените парламентарни избори. Но за да се случат предвремените парламентарни избори, прво мора Заев да си поднесе оставка и согласно законот за измени и дополнување на законот за влада, да се именува, односно да се избере нов мандатар, кој ќе ја предводи новата влада за спроведување на избори или така наречената пржинска влада. Тоа е предвидено во законот за влада. Значи имаме 100 дена од денот на спроведувањето на изборите, се дава оставка, овој премиер, се избира нов мандатар кој што ќе добие мандат од претседателот на државата, кој што ќе формира новата влада за спроведување на избори, каде што е јасно утврдено дека Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и социјална политика ќе бидат водени од страна на луѓе представници од опозицијата, а исто така имаме согласно законот, нели, имаме одредени дополнителни министри и во делот на информатичко општество и во делот на како беше Министерството за финансии, Министерството за труд и социјална политика и за информатичко општество и администрација. Значи, буквално онака по истите правила кои што социјалдемократите влегоа во пржинската влада 2016, истите тие правила нели ќе важат и треба да важат и за новата влада за спроведување на избори. Согласно правилата.